Поништен е огласот за распределба на социјалните станови во новата зграда во Струмица, која градеше Министерството за транспорт и врски. Причина за поништувањето на огласот, велат од Министерството, е некомплетната документација на апликантите. 80 апликации пристигнале до нив, но само мал дел од нив имале комплетна документација. Поради фактот што регуларни биле само неколку апликации, немале начин како да ја извршат распределбата. Покрај овој факт, од ресорното министерство вела дека сега, пред да се распише новиот оглас за распределба на 37 стана, ќе мора истиот да го согласат со новиот закон за социјална заштита, кој беше донесен минатиот месец. Именно, со новите законски реформи се налага дополнително да се внесе уште 1 до 2 нови категории на граѓани кои ќе имаат право на апликација и рамноправно да учествуваат во аплицирањето за нов социјален стан. Досегашниот оглас опфаќаше само 7 категории на граѓани, а сега бројот ќе се зголеми. Кога овие станови од новата социјална зграда ќе ги добијат новите станари, не знаеа денеска да потврдат ниту од Министерството за транспорт и врски, кои ќе ги распределуваат 37 станови. Документацијата и овој пат ќе се поднесува во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Струмица, каде ќе се обезбеди помош за лицата кои не се во можност сами да ги комплетираат документите. Подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од неколкуте категории кои ќе имаат можност за социјален стан. Зградата е лоцирана на улицата во Ѓорѓе Василе во Струмица, а во неа има 41 стан. Од нив 4 веќе се доделени на Министерството за труд и социјална политика, кој пак ги распредели на граѓани од најранливи категории. Истата е изградена преку програмата на АДА за изградба и стопанисување со јавен и државен простор.